Стално гледате синхроницитети или пак тоа се броеви кои што универзумот ви ги испраќа во зададен момент. Ова ќе биде една порака од овие синхроницитети кои што се надевам дека ќе биде утемелена во вас. Ова е порака кој што ќе биде донесена од овие синхроницитети. Па ајде да видиме што треба да знаете сега во овој момент од овие синхроницитети, каква порака имаат да ви дадат во енергија која што се надевам дека ќе резонира со секој од вас. Ајде да видиме за кои синхроницитети ќе збориме. 13, 24, 24. Доколку сте ги виделе овие броеви или пак ова се синхроницитетни броеви кои што означуваат некоја енергетска вредност, знаете дека во ваша енергетика влегува креативно изразување и енергија која што ќе треба да верувате на вашата интуитивност. Енергија каде што ова креативно изразување ќе биде поврзано со вашата верба во вашата интуиција. Сето она што е во ваша делатност каде што и ќе треба да се конектирате или пак креативно да се изразите со персони спроти вас, ќе биде во енергија да биде во можност да верувате во својата интуитивност. Значи, овие два синхроницитета 24, 24 и 13, 13 се во енергија да верувате во својата интуиција на вашето креативно изразување. Ајде да видиме што сакаат овие два синхроницитета во порака да ви донесат како една енергија која што ќе биде во ваша интуитивност или пак ќе биде во креативно изразување, каде ќе треба да обрнете внимание и што сакаат да ви порачат овие синхроницитети. Па да започнеме со исчитување од тарот картите. Куќа, енергија работна, енергија крадец, енергија привилегирана дама, енергија неочекувана добивка, енергија нешто што очекувате, подарок, енергија затварате еден циклус или пак енергија ковчег кој што ќе биде во енергетска вредност на дно на декот. Вие една огромна енергетска добра иднина која што ви ја носат овие Ленорман карти, ова енергија која што овие два синхроницитета 24, 24, 13, 13 да верувате на својата интуиција во креативно изразување по повод ваша енергетика, каде што ова е работна енергија или пак енергија која што ја работите од дома, или пак ова ќе биде енергија која што вашата креативност кој што е во домашна атмосфера или пак енергија да спознаете и дознаете за персона која што е блиска на вашиот дом, која што ќе треба да би биде како една одскочна данска за вашата работна енергетска вредност. Вашата интуиција ќе ви покаже и ќе ви докаже дека оваа персона е лажна персона која што се представува во привилегирана дама или пак е во енергија на привилегиран маж. Енергетска вредност да оваа персона се служи со лаги, енергетска вредност да ви докажува и покажува за некоја работна енергија која што ќе биде во енергетска вредност, дека ќе ви помогне за работна енергетска вредност, да знаете и спознаете дека оваа персона е лажна, оваа персона сака само вашата енергија или пак вашето работно место да го идеализира и да биде во негова енергетска вредност. Што да очекувате како резултат во вашето креативно изразување? 24, 24 е во енергија да верувате на својата интуиција за оваа персона,
доколку сте во можност да верувате на својата интуиција, доколку сте во ваква енергетика, или пак ова е порака која што треба да се случи во вашата енергија. Да знаете и спознаете дека ви доаѓаат парични надоместоци кои што не сте ги очекувале, да универзумот ве наградува, но да очекувате нешто што ќе биде не само во изненадувачка енергетска смисла, туку и да биде во енергија да очекувате добивка од универзумот, каде што и подарокот ќе биде како последна енергија која што ќе го затвори ова поглавје од вашата судбинска енергија. Вие ќе ставите крај со оваа персона, нема повеќе да се излишувате на енергии кои што ги користите за оваа персона да ја удоволите или пак да ја валидирате. Не ви треба валидација или пак не му треба на оваа персона, не и треба на оваа персона валидација која што е во енергија на крадец, на лопов, енергетски вампир кој што сака да ви ја украде вашата заслуга, вашата енергија која што оваа персона се користи со лажни намери, се валидира како персона која што е привилегирана дама или пак привилегиран маж, кој што оваа персона ги краде вашите инспиративни енергии. Значи, ги краде вашите рационалности, вашата стрекна околност и сака да ве добро копира. Значи, затварате едно поглавје каде што добивате од универзумот сето она што и ќе треба да го добиете од универзумот, затоа што вие сте премногу интуитивна енергетска вредност и ќе се осврнете на овие броеви кои што и тарот картите во синхроницитети, ангелски броеви кои што ви овозможуваат да спознаете целата оваа ситуација. Доколку оваа персона е во ваша фамилиарна вредност, ќе ставите крај со една ваша енергија каде што и ќе се озвете на оваа персона, но знајте дека токму тогаш кога ќе ставите крај со оваа персона ќе ви стигнат благослови од универзумот, енергија каде што и ќе бидете во добра енергетска смисла на зборот, на секаква енергетика која што ја очекувате од универзумот. Знајте дека ќе бидете во енергија на неочекувана добивка, која што и во очекувана смисла ќе добиете една потврда од универзумот кој што ја очекувате. Значи, ќе добиете неочекувана добивка, но ќе биде таа добивка во очекувана вредност или пак ќе биде во неочекувана вредност која што ќе биде во поголем размер. Ќе добиете подарок од универзумот, ова ви е подарок за секоја ваша енергетика кој што сте ја дале спроти на оваа персона која што е лажно се представува, сака да ве копира во секаков можен енергетски дел и се нарекува привилегирана. Може би оваа персона и ве озборува, но сето тоа е оваа персона, а вие сте во енергија на креативно изразување, во енергија да бидете во верување на својата интуитивност како што и верувате во сами вас. Срекната околност ќе биде во енергија на стрекна иднина за вас, драги мои. Универзумот ви најавува синхроницитети кои што ќе дојдат во ваша енергија за кратко време. Оваа тематика ќе се струши, ќе се стави крај и ќе се транзитира во добра иднина. Значи, баш добра среќа во идно време. А тоа идно време е веќе од утре. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!